прашање на две прашања. Првото прашање е бидејќи гласањето на католицката парламент беше целосно спротивно на искажаната воља на граѓаните на референдумот, дали очекувате меѓународно проблематизирање на договорот за членство? И второ прашање лидерот на опозицијата кој одлучил во понеделник да се распушти парламентот и да се бидат предвидени парламентарни избори заедно со председателските. Едно по едно, ќе ми го поставите второто прашање после. Најпрвен би сакал да ви одговорам дека јас и мнозинството пратеници кои што дадоа поддршка на целиот процес, гласавме исклучиво мотивирани од волјата на граѓаните искажана на референдумот. 606.000 граѓани јасно го поддржаа договорот од Преспа. Јасно дадоа поддршка и пас на она што значи интеграција на Република Македонија во најмокните светски сојузи, Европската унија и НАТО. Од тука, јас сепак би сакал да го коментирам законот за референдуми, каде што јасно се наведува дека постојат консултативен и облигаторен референдум. Во случај кога одлука не е донесена, заради непостигнатиот цензус, целиот тој процес се префрла во собранието. Пратениците, јас, моите колеги, согласно јасно изразената волја на граѓаните, дадовме поддршка на целиот процес. Очекувате ли меѓународно проблематизирање поради фактот што не се подготвува гласањето на пратениците со референдумите? Она што го гледаме во моментот е меѓународно афирмирање и поздравување на нешто што значи конечно решавање на спор од 27 години, кој што ја влечеше како камен тек Република Македонија надолу. Но дури Грчијот, коалицијски партнер, на Памело се коментира дека пратениците биле уценувани и биле подзакани да гласат. Кога нашата работа овде во Македонија ние завршивме, очекуваме договорот од Преспа да биде ратификуван и во грчкиот парламент. Коментар за лидерот на опозицијата и кој да се одредат предвидени парламентарни избори заедно со председателски. Во пресконференција премиерот и председател на СДСМ господинот Зоран Заев јасно кажа дека можеби најпосакувано за предвремени избори треба да биде идеја на СДСМ. Но сепак ние не размислуваме исклучиво само за интересите на партијата, туку сметаме дека сега е моментот кога треба навистина сериозно да се заложиме и да изградиме еден позитивен систем во Република Македонија, кој што ќе значи позитивен економски раст, зголемен бруто домашен производ, а знаеме дека доколку се одржат евентуални предвремени парламентарни избори, имаме 3 месеца каде што ќе имаме кочница во прогресот, но секако, она што го кажа премиерот Зоран Заев, дека, затоа што доаѓа од лидерот на најголемата опозицијска партија, вреди во рамките на телата и органите на партијата да го разгледаме и да го продискутираме ова барање. Последно прашање, како коментирате тоа што првично министерка за култура Донческа Милевска се сликаше дека гласаше за парламентот? Она што го видов јас од сликата не е Елизабета Канчевска Милевска, туку е друга колешка пратена. Добро, како го коментирате тоа? Не можам да го коментирам. Тоа си е нејзино право, дали ќе се слика или нема да се слика. Ви благодарам.